Добро утро, драги гледачи на К3 телевизија и добре дојдовте во уште едно издание на Нов ден. Вела дека само оние што длабоко веруваат во себе може да ги остварат своите цели. Со нејзините 12 години веќе достигна завидувачка висина во светот на музиката. Со првиот настап излезе од сенка и себе и својата суштина ја пушташе преку песна. Многу млада, а успеа да створи нешто што останува. И што е најважно, покажа дека може да се биде популарен без вештачка сензација. Кај нас во студиото специјална гостинка Мартија Станојковиќ. Мартија, добре ни дојдовте. Добро утро. Како си, Мартија? Се чувствувам возбудено и баш ми е мило што сум гост во мојот роден град. Так, и нам ни е многу мило и посебна чест ни и задоволство што одговори позитивно на нашата покана и што прифати да ни бидеш гостинка. Благодарам и вам. Па би можеле да започнеме со разговорот. Мартија, за почетокот би можела да ни кажеш што представува за тебе музиката? Музиката за мене представува се. Јас со музиката се бавам со моите 6 години јас почнав да се бавам со музика. Имав снимено 2 мои први песни на мои 6 години. И прекрасно е чувството кога станува збор за музиката. Така. Дали постои некој во твоето семејство кој што е талентиран за пеење? Мојата баба била во домашната сфера, била пејачка. И таа имала сличен глас на заборав како се викаше пејачката, нема везе. Мислам дека сум го наследила нејзиниот талент и затоа ете сега горда сум што сум имала таква баба и што сум наследила таков талент. Така. Зошто го избра токму музичкото шоу од Звездичките на Пинк? Бидејќи тоа шоу беше најактуелно во тој момент и бидејќи знам дека таму се пријавува деца како на моја возраст и затоа се пријавив и јас. Така. Да испробам. Ќе ни кажеш ли кој ти помагаше да се спремиш за настапите, да почнеме од тоа, од кореографија, од изборот на песна и така натаму? Јас и мојата професорка Ивана Андоновска-Свилар, која е всушност директор и магистар по соло пеење и таа е директор во музичкото училиште во Куманово. Таа ми помагаше покрај јас со мојот талент вложив труд за да отпеам некое добро и да изведам некоја добра песна во Пинкови звездички. Таа ми помагаше и ми помагаше со пеењето, кореографијата, изгледот и така натаму. И со изборот на да. песните, претпоставувам така. И изгледа дека се покажа, односно дека песните баш беа точен погодок. Така. Дали имаше трема пред настапите, а и во тек на самите настапи? Ние некако како публика тоа не можевме да го воочиме. Искрено, на првиот настап имав најголема трема, бидејќи јас немам толку големо искуство со сцени, бидејќи пред пеењето јас се бавев со играње. Така. И ова ми беше прв официјален настап на некое такво големо и познато шоу. На првиот настап имав најголема трема, потоа од вториот круг па се до овде, додека да стигнам до овде, имав позитивна трема и мислам дека секогаш пред настап мора да имаме малку трема за да се сконцентрираме и да дојдеме при себе. Така. Како што спомна пред малку, така и ние според настапите воочивме дека освен за пеење многу си талентирана и за балет. Кажи ни нешто во врска со тоа. Јас со балет се бавам од мојата 3-та година. Одев на балет во балетското студио Ултра и го поздравувам еве покрај една прилика. Се бавев со балет од мојата 3-та година и многу сум поврзана и со балетот, бидејќи бев државен првак неколку години, па така да не можам кога ќе спојам музика и балет, тоа за мене станува збор за нешто што ме исполнува и за нешто што ме прави среќна, па така да ете. Дали сега се занимаваш со балет? Во овој момент не, бидејќи имам многу обврски покрај Пинкови звездички, но од септември сигурно одам на балет. Не можам да го изоставам. Така. Дали сметаш некако дека на сцена освен песна треба да има и кореографија? Да, за да биде комплетен настапот. Бидејќи ако стоиме само на сцена и пееме, ќе им се здодеви, јас сакав
да ја разбија малку монотонијата и затоа малку правев кореографии и ги забавував луѓето. Така. Самите настапи, самото твое учество над звездичките на Пинк траеше така еден подолг временски период. Како успеа да ги ускладиш училишните обврски и професионалните, да кажеме? Па не знам, ние на снимање одевме околу 2-3 дена, така да не беше голем проблем покрај училиштето, јас сепак си учев и сум одлична ученичка во Крстеми Сирков, така да се ми беше, се заврши, училишната година заврши, се заврши, па така да малку сум на одмор од следната година, малку повеќе ќе се ангажирам покрај училиштето. Дали те поддржуваа и професорите, да кажеме и директорот на училиштето, значи немаше никаков проблем со тоа ослободување од часови? Секако, тие ми бе исто голема поддршка, бидејќи тие ми помогнаа да се ослободам малку од обврските во училиштето, така да многу сум захвална и на мојата класна раководителка Ивана Стошиќ, така да ете. Така. Тие беа, значи, комплетно и тие покрај семејството, предпоставувам, целиот период со тебе и те поддржуваа. Така, кој ти беше најголемата поддршка во текот на надпреварувањето? Најголемата поддршка ми беа моите родители, првенствено моите родители, потоа моето семејство, мојата фамилија, моите другари и другарки, сите. Така. Сега кога сме веќе кај твоите родители, би сакала да погледнеме една изјава, што рекоа тие за тебе? Во друштво на родителите на Мартија, Ненад и Снежана, пред се добре дојдовте, да се навратиме на она што значеше за Мартија ова учество на оваа манифестација, односно чија беше идејата да се пријави таа на ова шоу? Па идејата дојде од Снежана, од мојата сопруга, мајка на Мартија. Таа ненадејно дознала, или не знам како е дознала, дека има аудиција на Пинкови звездички во Сител телевизија. И ние така се спремивме и на Мартија и велиме, ајде ќе одиме во Беверли Хилс во Скопје и во трговскиот центар нешто да купиме, не и кажавме. Предходно имаше нешто наговестено, не и кажавме сигурно дека ќе оди на аудиција. Кога одведовме, кога види деца, вика што е тоа? Вика, ние викаме дека сега ќе одиш на аудиција на Пинкови звездички. Таа баш беше изненадена и се израдува. Беше негде август, не знам кој датум, али беше премногу топло. Чекавме на аудицијата, беше гужва таму ваму и кога дојде наред аудиција од Мартија да пее, бевме прилично изненадени. Имаше една грешка, ние мислевме вака нема да пројде. Не ги слушавме и другите кандидати кои беа на аудиција. И после некое време, не знам колку беше денови, ни јавија само дека Мартија е примена и ќе мора да одиме во Белград на 19 август да оди поново на аудиција на помал круг. Да. Како сте задоволни од тоа? Како помина шоуто? Мартија освои второ место и еден чекор повеќе во сето она кое што таа има да го покаже, сепак и како од неа ќе слушаме уште многу повеќе. Така. Кога ја пријавивме Мартија на аудиција за Пинкови звездички, повеќе отидовме таму да и направиме кејф, отколку што се надевавме дека таа ќе котира толку високо, нели и го освои второто место. Значи, после вториот, третиот настап, Мартија веќе беше желна за прво место, а наравно секако и јас со неа. Сега освои второ место, малку плачеше, меѓутоа сепак на крај кога се присети како беше, кои беа незините очекувања и до каде стаса, премина сета тоа во радост. И за неја голем успех. Сигурно сте горди на вашата ќерка, какви се плановите за воиднина заедно? Плановите за воиднина е да ја приземиме Мартија да остане таква каква што си беше. Да не кажам како што е сега, бидејќи со оглед на годините, пубертетот и со оглед на славата, Мартија малце се изгуби и не знае кај се наоѓа. Тоа вака јас искрено сакам да го споделам со сите.
Второ, би сакала Мартија да остане одлична ученичка како што беше и до сега. Значи, да свати дека училиштето е на прво место и дека без училиште ништо. А како трето, Мартија ќе продолжи да работи со пеење со својата менторка Ивана Андоновска-Свилар, со која покажа многу големи резултати. И еве едно јавно големо благодарам до господја Ивана за се што направи за Мартија, што и го пренесе незиното знаење. И се надевам дека Мартија и понатаму ќе ги исполни сите очекувања на незините фанови, да се изгради во една добра личност која ќе пее многу убаво. Какво дете е Мартија? Мартија е прекрасно детенце. Уште од мала она е обседната со игра и со песна. Послушна е, меѓутоа мораш да ја објасниш и да разговараш со неа со аргументи за да те послуша. Онака не прима наредби, многу е своја, многу е тврдоглава и има свој став во животот, а со оглед на годините дека има само 12 години, дискутираме се уште многу на таа тема. До каде, како и што. Очекувавте ли ве како родители да стигне Мартија до тука, да го освои второто место на ова шоу? Па очекувањата не ни беа толку големи, бидејќи првиот настап што беше на Мартија во Пинкови звездички, бидејќи песната што ја пееше на прв настап беше без интонација, имаше грешки. И ние искрено се надевавме, бидејќи првиот круг ја пуштија така, од жирито беше малку по наклонето на кај неја, и дадоа шанса за втор круг. И ние вака во дома, во домашна атмосфера си правевме муабет, ајде 2-3 круга, сигурно и Мартија ќе испадне. Но таа со не знам со која песма исто така и даде до знаење на жирито, и жирито е некако засака Мартија и даваше шанса се понатаму, и мислам дека Мартија го оправда тоа и заслужено доби и второ место, без разлика дали е прво. Ние сме задоволни и со второ и со трето, бидејќи сите деца што дојдоа во суперфинале, 10 има прекрасен глас, секој беше идентичен со својот глас. Например, македонките исто така можем да ја пофалам Антонија со нејзиниот вокал и Елена од Струга, која претходно испада пред суперфинале, него сите беа стварно 10 деца што беа во суперфинале, мене ми оставија дека сите на свој начин се многу добри. На кого го наследи талентот Мартија за пеењето? Па Има ли некој од семејството кој што се занимава со Тука е дискутабилно. правевме денка. Така. Мајка ми многу убаво пееше. Татко ми бил шофер во Пролетер кога се земале, мајка ми пеела во автобус и тогаш на времето ја возел Васка Илиева со незиниот бенд или оркестра, како да кажам. И кога ја чула Васка Илиева мајка ми како пее, рекла дека само она може да ме замени во пеењето, но мајка ми никогаш не се бавеше со музика. Татко ми си свиреше хармоника така, самоучки си пееше, никогаш не се е бавел со музика, а се насмејавме на нена дедо му, вика и мој дедо свиреше во дудуче и пееше и ишол во некој на времето, не знам која година е било тоа, многу одамна, во не оркестар, тоа е како се вика сега, не знам како ми се викало тоа. Така да, гени има, меѓутоа она се издвојува од сите нас и ете така најуспешна стана во тој дел. Има ли нешто још што вие како родители ќе ја порачате на Мартија кога ќе има можност да го гледа ова? Мартија, остани доследна на она што го работиш, почитувај ги луѓето што се грижат за тебе, без разлика дали се тоа родителите, другарките, твојата класна, твојата менторка. Остани добар човек пред се и надградувај се колку можеш во она што највеќе сакаш да го работиш, а јас за сега мислам дека тоа е пеењето. Што ќе поражда тата?
Па да биде упорна во ова што го работи и да биде доследна на тоа. Оти само упорноста и тоа го дава. Талентот е едно, али секој човек кој е упорен и талентот, мислам дека води кон успех. Еве сме повторно назад и продолжуваме со разговорот. Мартија, со сигурни чекори успеа да стигнеш до полуфиналето, а потоа и во самото финале, каде што успеа да го завземеш и да го освоиш второто место, кое што представува еден гигантски успех. Така Дали е. си задоволна од тоа? Сега, мислам, јас сум презадоволна, бидејќи јас искрено не сум знаела дека поседувам толку голем талент. Ни моето семејство не знаеше и така реков мај да се пријавиме на Пинкови звездички, тоа беше толку многу спонтано. И Кој те пријави? мојата мајка, беше идеја на мојата мајка, таа ми рече одиме во Скопје во трговски центар да купуваме. Јас бев толку среќна и веднаш поедов. Тие ме одведоа во Сител телевизија и така ете, догуравме до До се пријавивме на Пинкови звездички, пројдовме аудиции и догуравме до второ место и презреќна сум. Так. Што ќе ни кажеш нешто повеќе во врска со самите тие настапи? Во кој момент сметаше и самата за себе и твоите родители рекоа дека си навистина еден неверојатно голем талент? Кој дел од надпреварувањето беше пресуден за таквото мислење? Јас искрено не се сеќавам и не знам, ама мислам дека кога почна првата полуфинална емисија, тогаш веќе свативме дека сум, така да кажеме, имам некој дар за пеење. Так. И сега во текот додека се одвиваше самото финале, ние секако онака преку малите екрани бевме со тебе, искрено и ние сме задоволни и нашата телевизија од твојот успех, бидејќи некако сега надалеку се слуша за градот Куманово и за Мартија Станојковиќ. Кажи ни како се чувствуваше во тој момент пред самото прогласување на победникот? Јас бев толку пресреќна и толку бев збунета, бидејќи не ми беше толку важно кој ќе победи, бидејќи бев во топ 3. Јас толку бев среќна. Исто сакам да кажам дека бев многу гладна, така да и да победев и да сум сега како второ место. Јас сум пак пресреќна и не знам колку сум заблагодарна на мојата публика, на сите гласачи што гласале за мене и за моите другари. Не знам, прекрасни сте. Так. На која изведба најмногу се гордееш? Јас искрено да кажам, не можам да ги оделам моите изведни, бидејќи за секој настав вложив подеднакав труд, така е, и не си знам. горда подеднакво на сите. Така е. Так. Твоите настапи предизвикуваа силни овации, како кај публиката, така и кај жирито. Па би сакала по сега малку да ни ги прокоментираш членовите на жирито, односно во оној контекст чиј коментар ти остави најсилен впечаток? Жирито со мене беше многу, не само со мене, со сите, беше толку многу конкретно и жирито беше толку многу реален. И така да оној коментар кој ми влезе во срце беше тоа што ми рече, всушност сите ми рекоа дека сум светска џезда и заслужувам да настапам некоја светска сцена. Толку бев горда на себе, толку бев пресреќна, не знам, не може да се опише среќата со зборови. Так, верувам дека и твоите родители искрено онака и тие ја почувствувале таа среќа и таа гордост што имаат дете како што си ти. Во голема мерка, веќе реков, го прослави нашиот град. Па како влијае популарноста на тебе? Бидејќи Куманово е помал град, да кажеме, сите се тука меѓусебно познаваме и сите ми честитаа на улица, бидејќи се знаеме и приватно овако, па така да сите беа пресреќни и горди на мене, бидејќи некој од нашиот град се представи... Успеа да биде успешен, да кажем, и да го прослави нашиот град. Да, јас сум така пресреќна што имам подршка од мојот град, па така да ете. Дали и оние кои што не те познаваат, да кажеме, застануваат на улиците за да те поздрават? Има многу луѓе
Особено кога сум во Белград, сите застануваат да се сликат со мене, да ме поздрават, да ми честитат. Јас бев толку пресреќна и ова ми е прв пат да ми се нешто вака случува, па полека се навикнувам. Така. Верувам дека веќе имаш, да кажеме, цела армија на фанови. Сигурно дека си присутна и на друштвената мрежа Facebook. Па кажи ни, дали твојот број на фанови драстично се зголеми со текот на самиот надпревар? Да, многу се зголемува, бидејќи сега многу повеќе луѓе ме познаваат и на почетокот ми беше малку чудно, но еве кога достигнав до крајот, едноставно тоа ми бидна се толку нормално, а дали ќе имаш луѓето велат колку многу луѓе знаеш, толку повеќе си богат. Така. И сега што се однесува до другите кандидати, дали имаше одлично дружење со нив во текот на надпреварувањето и дали со некој од нив се уште се дружиш и планираш да се дружиш? Сите учесници меѓусебно ние се дружиме и секако ќе продолжиме со дружењето, бидејќи за толку краток временски период ние станавме толку многу добри другари, така да ќе ни биде тешко да се оделиме. Така, секако. Кои се твоите планови за во иднина? Доколку можеш да ни откриеш нешто? Така, се уште ништо не се знае, но ќе дознаеме во идниот период. Се уште никој не знае, така да можеби ќе ви изненадам со нешто. Така. Кој е твојот музички идол? Од светската сцена можам да кажам Бионсе, Кристина Агилера и Ариана Гранде. Од македонската сцена можам да кажам дека умилена ми е Тамара Тодевска и Елена Ристевска. Така. И сега веќе кога ја спомнавме и популарноста, би можеле исто да погледнеме, ние направивме, нашите колеги направија една анкета низ нашиот град во врска со тебе и со твојот настап на Пинковите звездички, па да погледнеме што рекоа граѓаните на Куманово за Мартија. Ти ја знаеш? Знам. Што мисли за неа? Па, ништо, нека продолжи така. Ќе успее. Задоволна ли си како ја предстои Македонија? Да. Како Мартија го представи Куманово? Па убаво. Убаво. И Куманово да се чуе подалеку од тука. Добро беше. Имате ли нешто да ја порачате? Нека продолжи натаму. Годините се пред неа. Младост е тука и така. Па, супер. Одлично испеа. Ми беше фаворит, али тоа е второ место. Одлично. Што имате да ја порачате? Па да продолжи да си гради кариера. Мислам дека далеко ќе стигне. Па, супер. Како ја предстои Македонија? Одлично. Секоја чест за тоа дете 12 години што пее, супер. Па супер е. Дечиња како дечиња, сите талентирани се, убави се. Имате ли нешто да ја порачате може? Па секако да продолжи понатаму, да се бави со истото, бидејќи навистина е добро, девојчето ќе успее, се позна. Се најболje што може. Добра е, немам речи за нju. Еве сме повторно назад во студиото и продолжуваме со нашиот разговор. Мартија, дали имаш желба да ја представуваш Македонија на Евровизија еден ден? Како секој пејач што има желба да ја представува својата држава на Евровизија, така и јас. Многу би ми било драго да ја представувам Македонија на Евровизија. Така, секако бидејќи ти успеа да добиеш многу пофалби од многу големи пејачи. Сега искрено така да кажем. Токму поради тоа те прашав и ова, бидејќи, како што рече претходно, те споредија со светските звезди и рекоа дека ти ја заслужуваш светската сцена. Кажи ни, кој вид на музика најмногу сакаш да слушаш? Најмногу сакам да слушам комерцијален поп и рок, како што и сакам тоа да пеам. Пееш тоа? Да, и едноставно тој вид на музика, тој жанр ме исполнува и секогаш во домашни услови, што и да работам, јас пуштам музика, особено тој жанр, па така да... Ето. Тоа е он. Колку вкупно настапи имаше над звездичките на Пинк? Па околу 15-16 настапи вкупно од почетокот од првиот круг до суперфиналето. Дали беа напорни и оние пробите и повеќе часовното чекање, претпоставувам?
секако дека е малку напорно, но се издржува. Мене не ми беше искрено напорно, бидејќи јас тоа сакам да го работам и едноставно уживав што и да правев, јас уживав. Да чекав 3 сата, 5 сата, 8 сата и јас само ќе уживав. Ти тоа лесно го соблудуваше и тоа е тоа. Со кого би сакала да снимиш дует еден ден? Јас имам сниман дует со мојот другар Давид, супер финалист од минатата сезона. И искрено со него сакав да имам најмногу еден така дует за успомена на Пинкови звездички. Па ете ми се исполни желбата и сега се дружиме и така. Така. И сега тука некаде би бил и крајот на нашата емисија. Што би им порачала на нашите гледачи? Јас прво ќе им се заблагодарам што гласаа за мене и што некои гласаа и за моите другари. И тие беа толку реални луѓе што го прикажаа кој е стварниот победник. Да ќе им препорачам да го работат она што го сакаат, што ви исполнува, работете го тоа што ве прави среќни и останете си здрави живи. Дали за крај би сакала да не почестиш вака во живо со еден рефрен од некоја песна што ти е драг? Ајде ќе се представам со еден рефрен кој донесе 1 милион прегледи на YouTube. Песната Влак од Александра, всушност таа препеја од групата Зана. Повеле. У реку твоја писма бацичу, твоје слике спаличу, нека иде драги све кад не волиш ме. Ти благодарам, Мартија. Се надевам дека искрено дека нашите гледачи уживаа во овој разговор. Ти благодарам уште еднаш што не удостои со твојата посета. Благодарам и вам. И се надевам дека повторно ќе се видиме во иднина и дека ќе ни дојдеш со некои нови успеси. И вам ви благодарам, драги гледачи, што не следевте. Искрено се надевам дека уживавте, имајте убав ден и останете во добро расположение.